Има еден поет од доцниот ренесансен период во Англија, Џон Дон, кој има напишана многу позната поема "Човек не е остров". И таа поема стана позната и така дојде и до нас преку еден хит од 70-тите години на дуето Сајмон и Гарфанкел, кој таа поема е претворија во песна. Човек не е остров. Идејата на поемата е дека човек не е создаден да живее сам. Островот може да суштествува одделен од копното, некаде сред море, сред океан. И нема никакви контакти со копното, со остатокот од светот. Меѓутоа, ако човек се најде на пуст остров, нема да обстане. И затоа се популарни темите со човек на пуст остров, како Робинсон Крусо. Бара да најде пријател. Имаше еден филм пред не знам колку години, поштар со авион падна на пуст остров, бараше во пакетите нешто да најде и најде една топка, фудбалска топка, и нацрта очи, нос, уста и комуницираше со неа, што човек не може сам, не е создаден да живее сам. Има потреба од пријатели, да живее во заедништво и затоа нели велат подобро да имаш еден пријател отколку 1000 познаници. И таа потреба од пријателство толку денес е експлоатирана и злоупотребувана, што веќе се губи разбирањето за пријателство. Секој што има Facebook денес има многу пријатели, нели? Стотици, 10, па некои до 4000 пријатели стигнуваат. Но те не се пријатели, навистина. Тоа се контакти на Facebook. Неголемиот дел од нив дури не ги познаваме, тие што не се на Facebook. Еден пример за вистинско пријателство гледаме во Библијата, во животот на Давид и Јонатан. Јонатан, иако беше законски наследник на престолот како син на царот Саул, се откажа, знаејќи дека Бог Давид го избрал. Се завети дека ќе биде втор во царството и се завети дека ќе го поддржува Давид. И тоа пријателство, такво пријателство, сигурно инспирација потоа на синот на Давид Соломон во изреките да напише: има пријатели кои се поприврзани од брат. И Давид имаше браќа, и Јонатан имаше браќа, ама во тоа пријателство видоа поголема приврзаност отколку во таа братска семејна заедница што има. Но вистинскиот моделот за вистинско пријателство не го дава Христос во овој текст овдека. Пријателство со Христос, со најголемиот, пријателство со Бог. И пријателството е така, меѓу луѓето вреднувано, позначено и повеќе се фалиме, ако е со некој така, повисок. Ако на Facebook успееме да станеме пријател на некој политичар, некој значен, тоа веќе е постигнувано. И затоа се ограничуваат пријателствата, дури и на Facebook. Има луѓе кои почнеш да разговараш и ти кажеш некој познат, тој ми е добар пријател. Спомнеш некој друг, тој ми е добар пријател. Сите познати луѓе му се пријатели, зашто тоа носи престиж. А Христос овдека говори за пријателство со Бог, високото пријателство. И за да го разберем подобро целиот овој текст, убаво да ги фатиме нели рамките. Целата 15 глава е во светлината на алегоријата за Христос како лозата, а ние како гранки кои сме насадени на таа лоза и само во врската со лозата можеме да дадеме плод. Затоа сме привлечени, затоа сме избрани. И некои поенти од таа порака што минатиот пат ја разгледавме, се повторуваат и овдека. И понатаму од целиот тој текст некако се пресадува таа идеја дека ние сме како гранки кои не можеме ништо да направиме без лозата, треба да останеме на лозата за да принесеме плод. И како почнува тој текст? Со заповета која се повторува најмногу во оваа цела книга Евангелие според Јован и посебно во оваа беседа од 13 до 17 глава. Да се љубиме. Ова е моја заповед, да се љубите еден со друг како што јас ве возљубив. Нема поголема љубов, овдека надополнува која е вистинската, кој е стандардот за љубовта, да си ја дадеш душата. И всушност животот. Зашто зборот душа или психе во
оригиналниот јазик значи живот. Тоа е израз, има значење и на душа, има значење и на живот, зашто во разбирањето на елините, всушност животот е душата. Душата е животот. Стандардот, вели Христос, за таа љубов е спремноста ти да си го дадеш твојот живот за пријателот. И со други зборови, себе си се дава како стандард. И јас како што ве возлюбив. Јас ве возлюбив така што си го дадов животот за вас. До крај. И така и почнува ова поглавје од 13 до 17 глава, таа долга беседа со зборовите дека Христос до крај ги засака. Избор што до крај не е како до крај во времето, туку до крајни мерки, до крајни рамки, до крајен предел, максимално. До таму што и немаше повеќе од тоа, до каде да се стигне. Си го даде животот за учениците. И ова разбирање за пријателство е поразлично до нас што ние денеска преку социолозите, преку психолозите, преку филозофите го разбираме за пријателство. Денес се говори како основа на пријателството интересот. Тој се поставува. Ти треба да имаш нешто заедничко со некого за да бидеш пријател. Нешто треба да те поврзува. Да слушате иста музика, да гледате да сакате исти филмови, да сте од некаква иста идеологија, например, да сте или од една партија или од друга партија. Некако кај на свеќе толку сме разделени што не можеш да бидеш пријател ако не се во иста таква политичка, партиска ориентација. И во христијанството дори се налагаат таквите стандарди, да сте во некоја иста теолошка доктрина, во некаква школа. Со таквите можеме да се дружиме, тие можат да ни бидат пријатели. Знаеш, кај нас вика, треба да има хемија. Христос не говори за хемија, туку говори за пријателство кое што е поставено на една основа љубов која нема услови овдека, безусловна. Во многу од нештата кои се спомнуваат во светот за пријателство има вистина, така е. Некои дури велат дека пријателството е неопходно за да човек има подолг живот. Многу прагматично е. Зашто не знам кој таа статистика е прават, велат дека луѓето кои имаат пријатели живеат подолго од другите и имаат посебно го имаат во предвид бракот, не? Зашто сепак брачниот партнер е најблискиот пријател и луѓето кои се во брак живеат подолго од самците. Така велат статистиките. И затоа луѓето бараат пријатели за да живеат и подолго. Како што реков, може би да има вистина во тие работи, сигурно статистички има вистина, меѓутоа сите тие работи се сведуваат, сите тие видови пријателства се сведуваат на лична корист. Христовото пријателство е несебично. Никој нема поголема љубов од таа да го положи животот за своите пријатели. И Христос, кога го поставува тој стандард, самиот тој го покажува, самиот го исполнува. И никаде Христос не дава нешто во неговите заповеди што самиот тој не го дал како пример. Самиот тој не поминал ни тоа. И секако, ни тој стандард не можеме да го постигнеме, но треба да се стремиме. Тоа е стандард што тој не го поставува. И не е хемија. Да, има, секога има љубов, ки има и чувства. Не може да нема чувства. Христос покажуваше чувства. Плачеше за Израел. Плачеше кога гледаше како тагуваат блиските на Лазар, кој беше погребан. Меѓутоа, не се сведува на емоции. Љубовта за која говори Христос е кауза, заповед. Ти треба да љубиш до крајен предел. Една постојана љубов, која понатаму се пренесува, се некако се трансформира во послушност. И тоа безусловна послушност. Кауза. Пример за тоа се секој држава си има, секој народ си има херои, народни херои. Народните херои умираат не само за своите роднини, умираат за тие што не ги познаваат, повикани се. Го сметат како долг да се го дадат животот за родината. И тоа е висок стандард на љубов, посветеност, пожртвувана љубов. Меѓутоа, и тој стандард не е оној што Христос го следи, зашто Христос
на почетокот практикуваше, така да кажеме, едностранно пријателство. Еве и народните херои кои си го дават живот, си го дават за својот народ. Никој не би умрел херојски за непријателот. Додека, како што вели Спрџан, тој почна со едностранно пријателство. Тој беше пријателот, од другата страна немаше пријатели, од другата страна имаше противници, непријатели имаше. Оние што се бунтуваа против него. И тоа е еден од аспектите на пријателство за кој што Христос овдека говори. Во нашите стандарди, пријатели се оние кои што ни прават добро, кои се на наша страна. Христос умре, тоест ги повика да бидат пријатели оние кои што беа на спротивната страна. Во контекст на овој текст, често пати се спомнува една случка, еден расказ, кој сигурно е од вистинска случка, од царска Русија, некој благородник, руски, со својот слуга на санка се движеле, патувале низ долгите руски степи. И наеднаш биле нападнати од глутница волци. Бегале, ама волците биле постојано зад петиците. И во еден момент слугата почнал да ги сврла торбите со храна, да ги залаже волците, а и да ја олесни некако санката. Меѓутоа волците не се подлажиле, продолжиле да ги гонат. Немале што да прават друго и ги отсекле каиштото од едниот конј и продолжиле да патуваат со другиот конј, сметајќи дека волците ќе се задоволат јадејќи го тој конј. Меѓутоа волците продолжиле да ги гонат. И на крајот кога веќе виде дека безизлазно, слугата рекол: Господару, нема друг начин. Јас ќе се симнам, ќе се борам колку што можам подолго, а ти спаси се. И тоа е исто пример на пожртвувана љубов. Меѓутоа пак не е Христовиот пример. Зашто ќе беше посоодветно Господарот да му кажеше на слугата: ти продолжи, јас ќе се симнам, зашто Христос така направи нешто многу повеќе. Ако Господарот го направеше, тоа ќе го направеше еден слуга кој е верен и пожртвуван, кој би си го дал животот за Господарот. А Христос како Господар, како Бог, ја остави таа слава на небото за да умре за слуги кои се неверни, мрзеливи, бунтовници. И тоа е тој идеал на пријателство кој што овдека Христос го покажува, го демонстрира. Љубов која не може да не поттикне и ние да љубиме. Пјер Абелард е еден од средновековните француски номиналистички теолози, има едно познато дело за етиката и тој таму сигурно поттикнат од апостол Павле кој вели: љубовта на Христос и неговата жртва не поттикна и ние да умираме, не гони, не брка. И вели: љубовта во Христовата смрт има сила да предизвика љубов во нас. И колку повеќе Христовата љубов не освојува, ние сме толку повеќе оправдани и спасени. Тоест, повеќе и повеќе го исцрпиме, го експлоатираме, го градиме нашето спасение. Тоа е моделот на љубовта кој што тој не. Тоа е пријателство. Пријателство е да љубиш безусловно. Така што дури и животот да си го дадеш за својот пријател. Безусловна љубов. Не варира. Постојана љубов. Човечката љубов, нашата љубов, бидејќи условна, денес се има, или е помала, или е поголем интензитет, во зависност од односите, околностите, како луѓето реагираат кон нас. Божјата љубов е константна, иста е, безусловна. И таа љубов, понтоа, или тоа пријателство, се покажува во послушност. Вие сте мои пријатели, ако го вршите она што ви заповедам јас. Така се покажува пријателството, кога има послушност. Пријателите, и во тоа пријателство тука Христос што не го покажува, има безусловна послушност. И тука има активна љубов, она што го рековме. Не толку љубов на воздржување, туку повеќе љубов на дејства. И тоа е добро да го знаеме, бидејќи ние како христијани некако повеќе сме склони нашиот речник и нашиот живот да го збогатуваме со забрани и со именки. Не ова, не прави она, дури ограничување што ги нема во Библијата, ние ги поставуваме во нашиот живот. Една христијанска традиција повеќе
стандардна традиција и протестантска е составено од забрани што не смееш да правиш во црквата. Ова не треба, ова, облеката, однесувањето, отколку активни работи. И во нашиот речник има именки љубење, љубов, послушност, но ги нема оние глаголите ти љубиш ли, љубам. Говориме за општи работи, го нема конкретните заповеди како извршување. Дури во нашиот речник присуствуваат како глаголи, повеќе присуствуваат како дефиниции, како теории, како доктрини. А се ова што го пишува овде дека Словото Бог што ни го дава е живот, дејство е. Не е теорија, не е формули, туку е практика. И го употребава глаголот во едно постојано дејство, вршите, правите. Нема прекин. Едно постојано дејство на послушност, на извршување. Дејството сегашно, продолжително, никогаш не престанува. Постојана послушност, не спорадична. Денес ќе бидам послушен, денес ќе љубам, денес ќе угодувам, ама утре не ми е денот. Не е таква таа послушност која произлегува од љубов, како што Христос овдека го дава примерот. Тој е секогаш верен, поприврзан од брат. Или како што пише во Изреките 17:17, пријателот сака во секое време и како брат ќе се јави во време на неволја. Тогаш и нашите мудри изреки велат дека во неволјата се познава пријателот. А Христос е врвниот пример за тоа. И овдека употребата на зборовите, на фразите, како тој ги формулира, исто така покажуваат нешто многу значено, кое во продолжение потоа и на следниот стих и следните стихови, па и понатаму она што ќе следи. И таа забелешка е најдов во една од коментарите на Карсон, кој вели Христос, и тоа ме направи впечаток, никаде. И никаде во Библијата нема да најдете таков акцент. Христос се нарекува себе си дека ни е пријател. Нити пак никаде во Библијата за Бог ќе најдете таква дефиниција. Бог е нашиот пријател. Овде Христос многу така внимателно вели, вие сте ми пријатели. Потоа ќе рече, јас ви избрав да ми бидете пријатели. И ова разлика е многу значна. Ние го нарекуваме Христос наш пријател, бидејќи тој во она што го правеше, што го изврши, се покажа како пример за добар пријател. Меѓутоа никаде ние нема да најдеме таква манифестација, јас сум вашиот пријател, и ние пееме каков пријател нели Исус. Фарисеите велеа тој е пријател на грешниците. И не случајно сигурно така тоа е формулирано, за да ни се даде до знаење дека не можеме да ги принизуваме работите. Ние сме пријатели на Христос, тој ни дава можност да бидеме негови пријатели, но при тоа на него да гледаме секогаш како на Господ, како на Бог. Зашто и се случува тоа и е факт, го гледаме како луѓе, христијани во црквите се однесуваат навистина кон Христос како мојот пријател. И односот е како на пријателот што седи до него. За ние имаме друг збор, велиме другар или друже или друже, викаме. Тоа е истата идеја. И кога се молиме како тој да седнал тука и друже седне сега тука и сега ќе ти кажам што да правиш. Така некако се сведува на тоа нашиот однос кон Христос. А вистината е дека Христос кој не дозволил да му бидеме пријатели, ние нему, е во својата слава. И дури Јован, кој веројатно бил најблискиот ученик, барем така ни се представуваат работите, кога го виде во славата во книгата Откровение, падна како мртов. Е доволно да се погледа неговата слава и човек да падне како мртов. Зато овде ке има предупредување, овој текст вклучува такви предупредувања, откако кажува каква позиција сме висока поставени, при тоа да не забораваме на смиреноста која треба да имаме, на нашата зависност, целосна зависност од Бог. Зашто кога има пријателство, има некаква еднаквост меѓу пријателите. Треба да има еднаквост, тоа е пријателство. Меѓутоа во пријателството со Господ нема еднаквост. Има условеност, има зависност. Ние сме негови пријатели, ама тој е нашиот Господ.
Која е новата позиција кога ги повикува или ги нарекува пријатели? И тој дава овдека во следниот стих, во 15-тиот, не ве нарекувам веќе слуга, зашто ги инстига на таа позиција на слуга во древноста. Слугата во древноста е човек кој што не е рамноправен, секако со Господарот. Тој си живее во своји простории и тоа е како орудие, како средство да ги извршува плановите на Господарот. Господарот си седи на масата, си прави план за денот, потоа оди кај слугата и му вели ти ова ќе заврши, ти ова. И слугата нема право да приговори или да праша зошто сега пас ова ќе го правам. Тој нема дури право во крајен случај на животот. Господарот решава дали ќе има право на живот. И во тој однос ние сме многу слични во нашиот однос со Бог. Меѓутоа Христос каква разлика овдека прави? Не ве нарекувам повеќе слуги, вели, зашто јас ве седнав на масата, таму каде што се прави планот. И ви откривам. Вие не сте како слугите во светот кои не знаат ништо, туку само слепо извршуваат. Туку ви ја дадов честа да бидете, да имате заедништво со Господарот. Како што, например, слугите во древноста немале. Слугата не можел да седи на масата и да јаде со Господарот. Или пак да се разговара, муабет да си прави. Тоа е тој повисок однос што го, или привилегиран однос што Христос овдека им го открива на учениците. Вие сте мои пријатели. Јас разговарам со вас. Јас општам. Ви ги откривам плановите. Ви ги откривам мистериите на Бог. Тајните на вековите. И тоа е разликата од пријателот, меѓу пријателот и слугата. И тоа е голема привилегија, висока позиција. Позиција на доверба, која што Христос ја дава на своите ученици. Не. Тоа е клучното за пријателството. Нема вистинско пријателство ако нема општење, ако нема дружење. Затоа, нели, викаме другар, зашто се дружат тие. Не може да ти биде некој другар ако си се видел еднаш во живот, се поздравил и тој сега ќе каже тој е мојот другар. Треба да има блискост, општење. И таа идејата тука што Христос се вклучува кон учениците. Јас ве повикувам да ми бидете пријатели и да имаме пријателско општење, заедништво да имаме. Еден од хероите на Библијата кој е наречен пријател на Бог е Авраам, сеќавате. И кога дојдоа на Теофанија тројца мажи и ги испраќаше пред, нели, да биде судот над Содом и Гомора, и Бог на глас почна да размислува за да го чуе Авраам и рече: и како сега да не му кажам на Авраам, кој е мој пријател, што ќе се случува? И тоа беше повод да започне една дискусија, долга дискусија, и Авраам разговараше со Бог. Бог како да се консултираше со Авраам сега што да прави со Содом и Гомора. И почнато, нели, тоа како ценкање, апа 50 и така се симна на крајот до 10. Овдека Бог успостава однос со Авраам како со пријател. И разговараат општат. И во тоа пријателство Бог ја открива своите намери. Се открива себе си. Тоа е привилегијата да се биде пријател на Божиот Син. Откривање на Бог, откривање на Божите тајни. Савле, пред да биде Павле, беше брилијантен ученик на најдобрите равини во тоа време. Тој самиот вели дека учил кај Гамалиел, кој бил едно најдобрите равини. Патувал од Мала Азија кон Ерусалим, долг пат изврвел за да стигне до тој учител и да учи. Знаел многу. Меѓутоа, дури кога го сретна Христос пред Дамаск и стана пријател со Христос, тој тогаш вели: аз ги открив Христовите тајни. Христос му ги откри тајните. Во тоа заедништво со Христос, во тој живот заедно со Христос. И тука пак е таа врска со алегоријата за лозата и гранките. Гранките во тоа единство со лозата црпат живот, црпат знаење, познание. Во општењето, во тоа пријателско општење, овде кај што го открива Христос, добива знаење. И тоа е
најголемиот благослов што човек може да го има, да го запознава се повеќе во пријателството Бог и во тоа запознавање да се запознава се повеќе и себе си. И тоа е смислата на нашето пријателство со Христос. Како што пише во Псалм 119:99, овдека Павле ги надмина своите равини, кои го учеа на Стариот Завет. Го надмина Гамалиел, зашто пише во Псалмот: станав поразумен од сите учители мои, зашто сведоштвите твои се моја поука. Тоа што Бог ми го открива се твојата поука. Знаете ли, луѓето во светот се ограничени во тоа. Тие имаат некакви предпоставки, можеби, за тоа што е вистина, што е правилно, што е лошо, што е добро, но не ја знаат вистината, во темнина се. Оние што се во заедницата со Христос, кои што Христос ги прима како пријатели, им открива, им дава знаење за себе. Тие имаат вистина, тие имаат благословен живот. Зашто имаат вистинска и здрава мудрост, така започнува првата книга на институтите. Како цел на човекот да го запознава Бог и да се запознава себе си. Вистинска и здрава мудрост. Бог или Христос, во Христос ни се открива како на пријатели себе си. Во едно длабоко, вистинско, пријателско општење. И пак едно предупредување, откако вели дека, откако тој ги нарекува мои пријатели, уште едно, така да кажеме, предупредување што треба да го имаме. Вие не ме избравте мене, туку јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да бидете плодоносни. И плодот да остане, да што е да побарате од Отецот во моје име, да ви даде. Јас ви избрав. И понатаму, и таа тема ја имаше и досега и ќе продолжи во текстот понатаму, кога ќе говори за светот, непријателството што светот го има кон нас, светот не мрази зашто не сме избрани и така натаму. И таа тема не е нова, има и во Стариот Завет. И таа тема за изборот станува една од темите понатаму на доктрините, на формулирање на школи и така натаму. Текстот е многу јасен. Многу јасен. Има избор, да, има избор. И зошто овдека го внесува ова Христос на учениците? Кога ги постава на таква висока позиција, вие сте мои пријатели, ви ги откривам тајните, се она што Отецот ми го дава, да имате во предвид сепак, да остане во вашиот ум сознанието дека вие сте избрани, јас ве избрав. Во Стариот Завет немало доктрини околу изборот, а многу добро разбирале евреите. Кога Бог ги изеде преку Мојсија од Египет, со тие славни, големи чуда, и ја порази египетската армија, беа во пустината, и потоа помине едно колено, едно поколение, па дојде друго, и во Второзаконие Мојсија им вели на евреите: не затоа што сте побројни, поголеми или позначени од другите народи, ве прими Господ и ви избра. Напротив, вие сте најмалиот народ. И со тоа, кога вели најмалиот, сака да каже никаков, ништожен, не значите многу. Не затоа, туку затоа што Господ ве засака. Тоа е идејата. Кога потоа влегува во ветената земја, начело со Исус Навин, и дојде распределувањето на меѓу племињата, и тогаш Исус Навин им рече, ги подсети на Аврам, и тука се спомна како пријател на Господ. Рече, таму додека се поклонуваше на идолите, Аврам се бил идолопоклоник, се поклонувал на месопотамските богови, немало ништо посебно кај него. Едноставно Бог реши, го избра, го изведе оттамо и го посади во новата земја. Избор. И Христос овдека прави еден контраст со учеништвото, учителите, учеништвото во древноста и она што тој го прави. Во древноста има учители, имало учители. И учениците ги бараат учителите. И ако има добар учител, тој ќе помине километри како Савле, за да го најде Гамалиел и да го моли, да му стане ученик.
Учителот ќе го преценува, ќе го испрашува и ако го најде за достоен, дека има потенцијал, има капацитет, ќе му каже, добро, дојди и биди мој ученик. Тоа е разбирањето, така е учеништвото, тоа е учеништвото од древност. И денес е така. Некој ако сака многу да порасне, да стане добар уметник и ќе слуша дека некаде има добар професор во Америка, ќе патува, ќе оди, ќе се спрема, ќе вежба дома. Ако, например, е пијанист, ќе вежба, за кога ќе оди дека учителот, овој ќе му на аудиција, ќе го, нели, како се вика тоа, провери и ако е добар, ќе го земе. Христос вели, вие не сте били на аудиција и сега кој беа најдобрите, јас тие решив да ги примам овдека. Ништо нема каја. Со други зборови, целосна зависност. Ништо не можете да направите без мене. Каква е теолошката доктрина? Ако ние на тоа на крајот не стигнеме, дека во се зависиме од Бог, се не напразно. Јасен е текстот. Јас ви избрав да бидете мои пријатели. Јас избрав да ви откријам. И во сето тоа треба да останете на лозата. Јас ве посадив на таа лоза. За да бидете плодоносни, треба да останете на лозата. Никош нема да стигнете до ситуација во која што така ќе се изнавежбате, што веќе можете сами. Не, сегош ќе бидете зависни од мене. Треба да останете на лозата. Им рече во 6 или 8 стих, оној што нема да остане на лозата, ќе се исуши, ќе го соберат и ќе го изгорат, зашто без лозата не можете да направите ништо. Зависност. Бог така не создал. Да видиме, ние со ништо не го должиме, ние со ништо не го заслужуваме тоа што сме пријатели на Христос. Тоа е едноставно. Тој го направил сето, тоа да видиме. И во нас треба да постои тој инстинкт, да не подсетува цело време. Како што Бог не создал со инстинкти. Колку и да си силен, колку и да си високо во позициите во светот, ако не јадеш ден, два, ќе заработи во тебе. Ќе те принуди тој инстинкт натред, тој цревата ќе те подсета дека треба да одиш да јадеш, ако не јадеш ќе умреш. И ти се подчинуваш и си послушен на тој инстинкт. Не го занемаруваш, одиш и јадеш. Дури и најсилниот човек на светот, дури и најмокниот човек на светот кој располага сите нуклеарни оружја, пак мора се почини да се покори на тој инстинкт. Знае дека мора да оди да јаде. Потоа кога ќе се најде еден друг инстинкт што доаѓа, нема пак бегање од тој инстинкт. Мора да отиде таму на тоа место. Дури и Трамп и Путин мора да одат таму. Така се создадени. Така сме и ние создадени од Бог. Тој ни избра да бидеме целосно зависни, постојано да се враќаме кај Него и да бараме од Него, да пренесуваме плод. Зашто само така, нели, ќе бидеме она што за кој што Бог не избрал, не привлекол. Да даваме плод. Изобилно. А плодот е љубов. И се она понатаму што следи. Радост, мир, долготрпение и така натаму. И сето тоа да се покаже во светот. Да се покажат и на таков начин како плодни гранки насадени на лозата, да го гледаат луѓето плодот. Зашто, како што пише пак во изреките, плодот на праведникот е дрво на животот и мудриот придобива души. Дрво на животот кој се асоцира со, нели, градината и потоа новиот Ерусалим, дрво кој дава живот. Праведникот е како такво дрво. Има изобилство од живот. Во него течат реки од жива вода и тие излегуваат од него, истекуваат од него и придобива души. И се што да побараме од Отецот ќе ни биде дадено. По втор пат го повторува во овие стихове во 15 глава. Првиот пат го кажа тоа во 9 стих, мислам дека беше, што и да побарате од Отецот ќе ви се даде. И понатаму не избори дека плодот треба да го прослави Отецот. Се во рамките на тој плод. Не било што сакам јас. Сакам авион. Ми се сака многу да имам авион. Зашто некои така го разбира тоа. Што и да побарам, ми ветил Христос. Што и да побарам, тој ќе ми даде. Не, јасен е контекстот. Контекстот е плодот. Плодоносен живот. Но, за тоа треба да бидете на лозата.
Од лозата ќе го црпите животот, кој во вас ќе раѓа плод. И тој плод треба да придобива души, да на крајот пак да се прослави Отецот. Арон Сайт во проповед кон овој текст говори за некој мисионер во Кина, кој решил, сакал да преведе Библијата на тој дијалект каде што тој таму служил во Кина. И сака многу добар превод да има и ангажирал професор по кинески, кинес, кој па меѓу другото бил конфуциист. И така секој ден доаѓал тој, по неколку часови преведувал, заедно работеле, меѓутоа, плашејќи се да не го загуби добриот преведувач, си ја затворал устата за евангелизирање, за споделување на сведоштво. И така, поминале година и повеќе, и на крајот завршиле со преводот. И кога веќе завршиле, си рекол, сега е времето да му кажам за Христос. И му рекол, заврши голема работа, јас сум ти многу благодарам, без тебе немаш никога да завршам. И сега да те прашам, толку време работејќи низ Библијата, нели ти направи впечаток колку е голем Бог и какво е христијанството? Нели тоа најубавото нешто што човек може да го има? Зар таа убавина не ти се допадна? И тогаш тој професор кинес му рекол, да, ова е најдоброто нешто што сум го читал во животот. Ова е најдобрата етика. И ова е највеличествениот Бог што може да се открие. Но меѓутоа, ако некогаш видам вистински христијанин, тогаш би поверувал. И мисионерот рекол, па еве, јас сум. Ти си христијанин, говорил преведувачот. Па јас колку што се сеќавам, пишуваше на едно место да имате таква љубов што и животот ќе си го положите за своите пријатели. А колку пати кога бевме заедно и ти ќе дојдеше некој тука во другата просторија, ќе почнеш да зборуваш лошо за твоите пријатели. Ти не си христијанин. Потоа вика на друго место пишува дека да не се грижите христијаните, Господ ќе ги задоволи сите ваши потреби според богатството и така натаму. А колку пати кога ти достигнеше чекот, па и ти не можеш да ми платиш пред мене, зборуваше различни работи, се тревожеше, ти не си вистински христијанин. Ако би бидел вистински христијанин, тој би поверувал. И како што продолжува Арон Сайт, кога слушнал тоа човекот, почнал да плаче. И да се извинува, да се покаяви пред Господ и пред тој човек. И кинезот гледал, тргнал да се оди и рекол, сепак може би видов христијанин. Да. Да принесуваме плод. Да, нема да бидеме совршени, треба да се стремиме кон тоа. Тоа е нашата, тоа е заповедта што ни е дал. Да се љубите еден со друг. Завршува со тоа. Не. И така целиот овој текст од 12 и 17 стих е ставено со таа заповед. Да се љубите еден со друг и завршува да се љубите еден со друг. Бидејќи тоа е темелот на кој се крепи пријателството на Бог со луѓето и ние со Бог и меѓу нас. Тоа е основата. Пријателството не се крепи на емоции, на хемија, на заеднички некакви интереси, не, се крепи на љубов. Христовата љубов која што е безусловна. Но за тоа треба да пребиваме во Христос, како лози, како гранки на лозата. За тоа треба да живееме во Словото. Нашето општење со Христос е преку Словото. И во првиот дел во алегоријата, Христос рече, ако некој пребива во Словото, и јас ќе пребивам во него. Ако некој пребива во мене, и Словото ќе пребива во него или ќе живее. Со што прави јасна идентификација меѓу себе и Словото. Христос е Словото. Општењето на Словото е општење со Христос. Ако го љубиме Христос, ќе го љубиме неговото Слово. И ќе го сакаме, и ќе купнееме. Сакаме да пиеме. Живот да пиеме од тоа Слово. Зашто Словото е живот. Како гранки на лозата,
Утешителот во нас, тоа слово го оделотворува, го оплодува, го прави плод, да има љубов. И тогаш со таа љубов ние ќе бидеме брат во неволја. Ќе бидеме пријатели кои се поблиски, како што е во изреките, од браќа. И знаете што? Овој стих е завршница на овој дел, но и вовед кон следниот, каде што ќе говори, следниот пат ќе го видиме, говори за непријателството што светот го има кон христијаните. Ние живееме во непријателска средина. Ние сме обкружени, ние сме под опсада, така да кажеме. А знаете ли, пријателството, солидарноста, кај се цени најмногу? Меѓу војниците, меѓу полицаите, меѓу оние кои што одат во некаква операција. Секој знае дека зависи од другиот. Секој го чува грбот на другиот. Сега има практика нашите полицаи, заради тие етнички проблеми, да мешат полициски патроли, албанци и македонци. И ходат во акција. Нема тука делење на етничка линија, зашто знаат дека нелојалноста или поделбата е ризик и за себе и за другите. Неопходно е во војната формација секој да се држи блиско до другиот, во целосна доверба, во блиско пријателство. Ние сме такви во светот, пред непријател, пред противници. И затоа ние не можеме да бидеме остров, па никако како христијани да бидеме остров. Зашто светот е џунгла. Никој нема да обстане во џунглата. Тарзан е убава легенда, меѓутоа не е реална. Во оваа џунгла на светот, христијаните обстануваат само во таа заедница, во таа љубов еден кон друг, во вистинско пријателство. Ние сме на трка која што е истуштителна трка. До животно, до крајот. Апостол Павле, или кој да автор на Евреите, во 12 глава, 12 стих, говори да ги зајакнуваме премалените раци и ослабените колена. Таму контекстот е, ке се сети Дамјан за тоа, она трка, обкружени од толков број сведоци кои што се представени во 11 глава, ние сме сега таму, долу, на таа трка, на тие ленти за трчање, на патеките. И трчаме, ослободени, ослободувајќи од секое бреме и гледаме само напред кон зачетникот и довршителот на верата. Меѓутоа таа трка е истуштителна трка. Во таа трка нема запирање. Има недели, не ги сакам таквите недели, кога има трки во Скопје. И го блокираат точно овој правецот кај што ние доаѓаме одгоре. Не толку бидејќи има трки, ама секогаш има и сцени, сега поминувајќи со точокот и видов сцената. Значи, точно на 8 септември булеварот е вртењето. Знаете што видов? Стотици луѓе кои одат, не се дури ни во патики, дури ни во спортска облика. Одат, не трчат. Не е тоа трка. Ако трчаш, барем, учествај трчи. Добро, во таквите тркви е дозволено, меѓутоа оваа трка за која што пишува словото, не може таков однос. Ке трчаш до крај, нема запирање. Истоштително е. Не може да си одиш. Некој се влечкат. Каква таа трка се влечка? Ама не, таму е принципот важно да се учествува. Не. Овдека не е принципот важно да се учествува, овдека принципот е важно да се победи. Тој што ќе победи, тој ќе го добие венецот. И затоа треба на лозата присадени да се подсетуваме. Ни ги открива затоа Христос тајните на вековите, за да се охрабруваме. Мартин Лојд Џонс вели, ги прашува честопати неговите слушатели, вие си проповедате ли сами на себе? Да, треба да си проповедаме сами на себе. И аз кога проповедаме на проповед, претходно неколку дена сам си ја проповедам, додека ја подготвам, и прво за себе ја правам, и потоа вие слушате само 40-50 минути, додека јас со часови си ја проповедам. Што треба да си проповедаме самите на себе. Во тој разговор, пријателски, што го имаме со Христос, во кој што тој ни открива. И молиме тој да ни открива повеќе. И тоа знаење да не преобразува, да ни дава сила.
Меѓутоа, треба и трчајки да ги видиме оние кои што повеќе ги изнемоштиле своите раце и ги истоштиле колената, зашто има луѓе кои повеќе трпеле во животот, страдање, борби, битки. Има луѓе кои подолго трпеле. Има луѓе кои повеќе се истоштиле. Обично, за жал, нашиот однос како христијани е да дојдеме до таквите луѓе, да истрчиме до нив и уште повеќе да ги дотепаме и да ги уништиме. Како на анекдотата за тепањето на убиени од германци. Некој не учествувал во војната, а веќе на крајот на војната нашол еден мртов герман, зел стапи, почнал да удира. И тој да учествува во војната. Да го нападне непријателот. И од тука, нели, фразата тепа убиен германец. Многу пати ние така се однесуваме. Ке видиме некој истуштен, измучен од трчањето и место да го покрене, да го храбриме, да го подигнеме, уште повеќе ќе го дотолчиме. Треба да ги јакнеме во љубов, а за тоа е љубовта. Тоа е таа љубов. Дури и да си го дадеме животот за пријателот. И таа љубов и надвор излегува, и во светот се протега, како што Христос реков на почетокот, не го ограничи пријателството, нели, на како што во светот на своите умре за светот, умре за противниците, така и ние треба да бидеме спремни за тоа. Раната црква како го освојуваше светот? Со пожртвуваната љубов. Тие луѓе животите си ги дадоа. Сите апостоли си го дадоа животот, со исклучок, нели, на Јован. Ама и тој беше во затвор. Нема апостол кој не го даде животот. Зошто? За да служи на светот. Да, тие си го дадоа животот на Христос, меѓутоа ако се крија, ако не го проповеда Евангелието, ќе беа ли убиени? Немаше. Ќе си живеа убаво, во спокојство, во мир. Има еден расказ за двајца моравски мисионери, моравски браќа, кои после, нели, она општество кој ги имале во имотот на грофот Цинцендорф, тргнале во мисии. И тоа финансирани претежно од имотот на Цинцендорф. Отишле на исток, на запад, во Америка, во Јужна Америка, Северна Америка. Потоа Весли доаѓа во контакт со едни такви. Двајца мисионери кои биле во Јужна Америка пристигнале во некое село во чијшто близина имало гето на лепрозни луѓе. Оградени со висока ограда и имало една врата. И мисионерите се рекле, никој не им мисионира на тие луѓе, никој не ги евангелизира. Зошто е тоа така? И отиша до вратата и таму имал стражар и рекол, ние сакаме да влеземе да мисионираме. И чуварите рекле, во ова гето има само влез, нема излез. Кој влегува, веќе не излегува. И тогаш тие двајца луѓе рекле, во ред ќе влеземе и ќе останеме таму. Не се знае што се случило со нив, меѓутоа останале таму да сведочат за Христос, да евангелизираат. Живот да си го дадат за тие луѓе с кои никој не бил спремен да си го даде животот. И тоа е Христовиот пример. Нели, како што Павле вели, ако еден умре, нели, така тоа не гони ние да го дадеме живот. И тој си го даде животот и Павле заради Христос, следејќи го неговиот живот, неговиот пример на љубов кон изгубените. Таа љубов треба да не поттикнува. Нема поголем начин да бидеш пријател на изгубените од тоа да им го дадеш зборот на спасението и да живееш со тоа спасение. Христос направи бескрајно повеќе од сите тие примери што ги кажавме. Тој напушти небесната слава и да, и тој дојде во еден свет на лепрозни. Лепрозни од гревот, осудени на смрт. Самиот тој ја зеде лепрата на себе, да не ослободи нас. И тоа е големиот пример на љубов. Дали си пријател на Исус? Фарисеите рекоа дека е пријател на грешниците и навистина така. Тој ги повикува да дојдат кај него и да станат негови пријатели. Тоа е жртвата да ги очисти од лепрата на гревот, да ги оправда, да ги прогласи за невини, чисти, здрави и усиновени. Да бидат Божи деца за секогаш негови пријатели.
Ако не си поверувал во него, дојди, довери му се. И ние ово утро, како што нели беше најавено, ќе имаме Господна трпеза на која ќе се подсетиме пак. Ќе се подсетиме на тоа дело на Христос, кој дојде овдека во грешниот свет за да нас спаси. И ја демонстрираше таа голема љубов, пожртвувана љубов. Ја напушти небесната слава, стана како нас. И не само како нас, стана слуга на нас, слугето. И не само што стана слуга, умре на крстот. Да бидеме привлечени кон него, да станеме неговите пријатели, во кои што, како гранки на неговата лоза, ќе раѓаме плод, изобилен плод. Нека не, подставајќи се на тие зборови, ќе се молиме тој да не благослови, пак да ги актуализира во нашата душа како живот, како нова река што ќе потече во нас, ќе не освежи и ќе не поттикне за посветен живот. Па да се молиме. Татко Небесен, ние те благодариме за овие зборови што не ги откриваш, кои се големи тајни, но толку и потребни, толку јасни и блиски веќе за нас. Тајни за они што не те познаваат, но живот на вистина за нас кои те познаваме. И се молиме, Господи, овие зборови да ги осветлуваат се повеќе нашите срца, нашите умови, да носат се повеќе јаснотија која ќе не поттикнува кон покорен живот, послушен живот. Знаејќи дека во Твојот избор за нас сме целосно зависни. И немаме друга алтернатива освен да бидеме послушни. И тоа не бидејќи сме принудени, туку дека сме поттикнати од духот, од Твојата љубов, поттикнати од тоа дело, поттикнати од благодата. И затоа се молиме таа љубов да се вселува се повеќе во нас. Се молиме, Господи, Ти да заживуваш се повеќе Твојот карактер, како плод да се покажува се повеќе во нас. И сето тоа да го гледа. Независно од реакцијата, дали ќе биде тоа реакција за спасение или за покобување, дали во сето тоа ќе бидеме страдалници или пак принос за спасение нивно. Ти справи, Господи, тоа во нас да се случува, за да бидеме пример за Твојата љубов, да го живееме Твојот пожртвуван живот. Се молиме, подготви ги нашите срца за елементите на Господовата трпеза, да ги примеме со вера и Светиот Дух, Господи, таа послушност да ја претвори во благодат, кој ќе донесе уште повеќе живот во нас. Не сме достојни, слаби сме, немокни, грешни. Затоа се молиме за прошка. Прости ни, Господи, очисти не. Всели го, Господи, изобилно Твојот Дух во нас, да не освети, да не исполни со светост, со праведност. Облечи не во праведноста на Синот Божи, Татко наш, и представи не пред Тебе во тоа достоинство. Во Христовото име се молиме. Амин.